Некому му пречи античката и древната историја на Македонија. Ова може да се заклучи ако се споредат мостот на цивилизациите и мостот на уметноста. На едниот ги нема буквално сите информативни табли, но не достигаат и делови од спомениците. На другиот речиси нема оштетувања. Над 100 лица дневно го посетуваат археолошкиот музеј на Македонија. Околу 95% од нив се странски туристи од регионот и пошироко, но ниту еден од нив не може да види што представуваат статуите на мостот на цивилизациите, бидејќи тие подолго време се без информативни табли. Граѓаните, но и странските туристи се зачудени за состојбата на спомениците. Дел од нив се прашуваат како е можно никој од надлежните да не покаже совест и грижа. Пред надписите ги снема, па културно, не знам, уништување на... Тако не означено и тако не можеш и вие овога, не можеш. Неки кои су можда учили повест, па се сjećају поединих ликова, можда чак и могу препознат, а они кои нису, онда нити не знам за кога иде. Само предпоставки лични би биле, за жал. Дали ги вади некој намерно, не знам. Намерно, кој може да го сруши? Зашто да го земам да го искорнам? Там дека има врска и партиски ова. Дека се тргаат партиски? Да. Фала Богу, све Пошто они порано кажал дека се ќе тргнат и сега, пошто не можат на друг начин, него вака ќе го уништат и готово. Најголемо оштетување има споменикот на крал Александар I Филхелен, од кој е целосно откорнат штитот за кој не се знае каде завршил. Мостот на цивилизациите е во очајна состојба. Освен спомениците, оштетени се и плочките, како и стаклениот под. Подолго време ја нема ни информативната табла на палатата Александар Македонски, во која е сместен археолошкиот музеј на Македонија. Таблите пак, на кои пишува дека овие споменици представуваат личности од хеленската цивилизација, кои беа поставени согласно Преспанскиот договор, се единствената информација која е истакната. Алфа уште вчера побара став од Министерството за внатрешни работи, а оттаму само кусони одговорија дека никој не ни пријавил дека фали дел од овој споменик. 2 дена мајката на градот Данила Арсовска, која е надлежна за одржување на спомениците во градот, ја нема ни под дрво ни под камен. Ниту таа, ниту некој од нејзиниот кабинет одговара на нашите прашања. Зошто никој не ги обезбедува и оддржува спомениците и дали ќе бидат санирани оштетувањата? Алфа веќе 3 недели чека одговор од град Скопје и за украдените бисти на народните херои во градскиот парк. Таму повеќе ги нема Коле Неделковски, Орце Николов, Никола Вапцаров, а во меѓувреме исчезна и бистата на Цветан Димов.